Добро дојдете во студио за моите гости Лилјана Поповска Дом, Ана Глигорова Левица. Денешната бомба, иако секој ден имаме бомби, но денешната бомба е се 40 исчезнати печати од ДИК. И сега во овој пакет да говориме за тоа дали постојат навистина услови, некакви предуслови за избори, имаме во овој пакет Кирацовски, например, алармира за нови листи од страна на ВМРО, ДПМН, дека се прават партиски листи со кои ќе се лобира за гласање. Шестата единица остана нели со поголем број на гласачи од потребните, а подоцна ќе говориме и за останатите услови кои не се решени. Но прво да одиме со овие, иако не се технички се разбира услови. Загрижени ли сте во овој контекст за изборите? Природно е човек да е. И дали е возможно да има во нови начин избори? Сепак мислам дека избори ќе има, затоа што регионалниот контекст е таков што избори се потребни во Македонија и потребно е некакво поместување од статус квото. Затоа што и сите оние кои што се залагаат за демократски промени во Македонија и внатрешни сили, меѓутоа и надворешни пријатели, сите гледаат дека ова статус кво практично и им одговара на владеачките партии. Да. И затоа колку и да се продолжи ова статус кво, може да трае односно ништо нема да се демократизира само од себе ситуацијата. Значи мора легитимно на избори, на пристојно демократски избори да се разреши. Затоа пристојно ги нарекувате пристојно. Дека има минимум, се создадени минимум услови за пристојни избори. Не за фери демократски се разбира. Ниту за нормални фери демократски избори. Глигорова? Оваа бомба денес јас сум бомбардирана комплетно затоа што ова е уште еден чин криминален, најверојатно се претпоставува дека е криминален чин, со кој јас се повеќе и повеќе сум скептична дали можат воопшто да се одржат избори како што треба, не демократски. Минимум демократски. Значи за сериозни демократски избори не станува збор. Ова мора да се одржат овие избори сега, ако мора да се одржат, барем да имаме минимум човечка, достоинствена атмосфера. Веќе не сакам да кажам демократија. Минимум човечка, достоинствена атмосфера. Овде немаме достоинство, немаме чест и немаме углед. Се работи за луѓе кои работат во Државна изборна комисија. Не сакам да обвинам никого. Сепак не знам, треба се направи истрага за овој случај. Ова не е мала работа да исчезнат 40 печати од државна институција. Па Јанева пред некое време се жалеше дека не може дека ги нема документите од минатите избори, дека не може да работи, дека е обструирана од страна ОЈО, дека е обструирана од чудо институции и дека не може воопшто да работи како што треба во овој нареден период. Сега во случајот се работи за култура на жабурник. Оваа култура на жабурник, условно да наречам култура на жабурник, е преполна со малограѓанштина, со итроманство, и начело на се ситната корумпираност. Ситна корумпираност. Ситна. Не, велам дека тие кои се највисоко во државните институции, кај нив се работи за големи пари, за големи бизниси, за големи тендери, но кога се работи за пониските, значи слоеви, условно да кажам, веќе ќе почне. За гласачкото тело тогаш говорите, кое е корумпирано, кое е уценето, притиснато. Дури ќе почнам да го користам речникот пред буржуаската револуција, сталежи. Значи ние сме некаде во минато време, не сме воопшто во 21 век. Добро. И сега ако се додадат медиумската пропаганда, оние услови за кои говореше и меѓународната заедница и инсистираше опозицијата, се разбира, во кои сте вклучени и двете, медиумската пропаганда, државата која не е одвоена од партијата, Уставниот суд кој одбива да ја потврди уставноста на СЈО, обструкциите кои постојат кон СЈО, како гледате на возможност за избори? Вака, оние минимум услови што се направи. Во што, каде гледате, минималните услови? Значи, се намали бројката на гласачи и тоа се одвоија тие 172.000 што не живеат тука, се избришаа 30.000 за кои се тврдеше дека не постојат во ниедна база на податоци, ниту дома беа најдени, ниту се пријавија. Еве сега повторно, ако некој е пропуштен, повторно може да се пријави деновиве. Значи, сепак е намалена бројката на манипулативни имиња. Јас ги викам имиња, ако не постојат некој, ако фантомски гласачи, фантомски или имиња со кои што се манипулира. Друго, се донесе значи измена на закон каде што ќе мора да има фотографија при гласањето. На тој начин ќе се намали можноста и ќе се обесхрабрат делот извршувачи на наредби
да се појават со лажна лична карта и да тврдат дека се некој дедо што починал пред 50 или 20 години и тој некој друг од другата страна од комисијата без страв да го заокружи ако гледа момче од 25 години. Но ако види дедо, значи ако биде променет со дедо. Да, меѓутоа, значи да не бидеме наивни. Казната не е наивна. Да, меѓутоа и казните не се наивни. Од двете страни, значи и тој што ќе подметнува лажна карта, што ќе се осмели и они што ќе сака да заокружи лажно, ќе знаат дека се сочуваат со казни од 4 до 5000 евра. И претходно имаше казни, можеби не беа толку ригорозни. Но сега има дополнителна контрола, бидејќи ова е прв пат по овие сиве тешки преговори пржински, опозицијата да ги има комплетно сите гласачки материјали во вид на списоци на гласачи. И тоа значи дека оние контролори од опозицијата кои што ќе седат одстрана, тие будно ќе следат како кој од тие гласачи доаѓа, се пријавува и ќе видат кои се, бидејќи ние се уште како опозиција знаеме и тврдиме дека има десетици илјади уште, јас тврдам дека има 50 до 60 илјади уште по сите проценки фантомски гласачи кои не се избришани, не се чепнати од страна опозиционерот со списокот кој што гледа дека Петко Петковски живее во ходникот на зградата каде што нема ни стан ни ништо или живее на адреса улица 0 број 0 и се пријавува некој таков Петко Петковски и од таму ќе каже: "Ало, овој човек не е тој, дај да те видиме да те легитимираме кој си." Така што со самото тоа што владеачките партии знаат дека и опозицијата ги има сите податоци, со тоа што ќе има фотографии, со тоа што ќе има една сеопшта појака контрола и подигната свест, драматично ќе се намали обидот за фалсификување со фантомски гласачи. Тука ми е значи надежта, не беше залудна сета таа борба со фантомските гласачи. Не ја извојувавме до крај, не се дозволи да се избришат и да се проверат сите, но се одстранија дел од бројките кои што ги замајуваа луѓето и овозможуваа манипулација некоја, а и со сиве овие други механизми се намалува, се зголеми, јас верувам, предпазливоста кај оние криминогени структури кои што тоа го правеле, да го прават повторно на ист начин, значи ќе биде драматично намален обидот за манипулација. Она што е страшно е што затоа пак ќе продолжат и веројатно ќе се засилат притисоците на граѓаните да гласат, што е многу опасно. Ние како дом баравме тоа да се внесе во закон, не е внесено, но некако можеби да се укаже како техника да се внимава. Еден од начините на манипулација со гласачите било дона што слушнавме со сликање со мобилен апарат на начинот како си гласал и потоа предавање на таа слика доказан материјал. Значи, ќе треба да видиме дали може би видот на кутиите, начинот како ќе се гласа, технички или едноставно да се договориме сите како параваните да бидат од другата страна, да бидат на некој поинаков начин и да се договориме дека секој мора да се разоружа под наводници со мобилен телефон пред влезот, иако може да има резервен телефон. Може да тврди дека нема телефон. Да, но значи да обрнеме внимание дека тоа е страшно казниво и дека тоа да се намали можноста да се случува. Значи треба едноставно, затоа ми е надежта, подигната е мобилноста и предпазливоста на сите борци за демократски избори. Но и подигната е мобилноста и предпазливоста на се извинувам. Глигорова, да, тоа е прашањето. Мобилноста и предпазливоста и на владеачката партија, на ВМРО ДПМН и на ДУ е подигната. Повторно има на друг начин. Да, повторно има некакви информации за избирачки списоци на лојални членови кои мораат да дадат на ВМРО ДПМН. Никој не мора. Јас сум убедена на послужавник. Што е многу важно. Нешто е многу Ајде, што е многу важно. Да, се објаснам, да. Опозицијата пред СДСМ пред неколку месеци излезе со една бомбастична информација, се уште ја сметам за информација, дека бројот на фантомски гласачи е стотици илјади. Дека тоа не се и невозможно е да се избришат. 110.000 не се проверија. Затоа велам од тие 110.000, 300.000 се 50 до 60.000 со сигурност тврдам. Јас се згранав, јас се зачудив кога велам воопшто ние не можеме да одиме на избори со 300.000 непостоечки фантомски гласови. Значи тука ми е мене голема скептичноста, затоа што и колку да мониторирате, односно колку да се мониторира опасноста да се направи ТНТ здружение, повторно да направи
Белја на само место на самото избирачко место, настрана центарот на Скопје или Карпаш, каде што горе доли може добро да се мониторира, но во внатрешноста на Македонија е многу тешко, посебно источна Македонија. Да. Таму се руралните средини се подложни на море и во урбаните средини, каде што се затвараат врати, каде што шерифите локални одлучуваат како што. Не знам и колку СДСМ и опозиционите партии заедно со СДСМ, целата таа коалиција е спремна и подготвена да се соочи со вистинска мафија овој пат на избори. Значи вистинска мафија. Секојдневно сме соочени на избори, овие ќе бидат најмафијашките. Овие ќе бидат најплуктати со пари избори. Значи најмногу филувани со пари избори до сега. Значи вие ќе се соочите овој пат сите ние. Врз што го темелите ова ваше? Па врз овој една од коцкичките, една не е ова обвинување, не обвинувам јас. Добро, овој став. Добро. Ова е една мала констатација која се надевам дека грешам. Добро. Се надевам дека сериозно грешам и дека сте направиле одлични анализи. Но сметам дека сите овие работи што и се случуваа на Јанева во изминатиот временски период, ова денес со печатите, па изјавата на Слободан Богоевски, како е дојден Груевски на власт, кога тоа го чув и го видов од човек кој бил директно инволвиран во разговорите, во преговорите за тие сериозни купувања, местења, тендери, човекот кој даде официјална изјава, има записник од Њурушкиот суд, така? Да. И кој беше краток и експлицитен во изјавите и нема зашто да не му верувам за ова што го кажа, бидејќи тој човек многу ретко излага. Сите работи кои ќе ги земам на купче и кој ќе направам мала анализа, какви ќе бидат овие избори? Овие ќе бидат најкриминалните, најмафијашките и најстрашните избори до сега. Ја ќе ви кажам еден мал податок личен, моје да кажеме моје искуство. Избирачко место во центарот на Скопје, каде што јас гласам 2014 година на парламентарните избори, влегувам во 13 часот празно. Се зачудив. Влегувам внатре, само еден човек имаше пред мене. Велам, можеби луѓето се наручек недела. Никогаш имало редици. Луѓе имало редици и сум чекала. Значи, некоја сум чекала и по половина час. Овие последниве два избори беа такви, многу празни. Јас мислам дека буквално се филувана излезност од нивна страна. Значи, нешто многу пострашно се случило. Значи, филувана излезност, тоа луѓе е најстрашно филувана излезност. Јас седнав во дворот и гласачите гласале за владеачката партија, нормално дека гласачите гласале да. за владеачката. Јас седнав во дворот и почекав половина час. Немаше, дојде едно семејство после половина час, велам, луѓе, што е ова, само јас? Во тие половина час бев само јас гласач. Каде се таа излезност од 30-40% што ја гледав потоа на телевизија? Каде? Добро. Може на ова да искоментирам, значи, бидејќи ќе тргнам од три работи сакам да кажам за минатите две избори. 2013 година, кога Дом излезе самостојно на локални избори со 25.000 гласови резултат, и тоа украдени кој знае уште колку илјади гласови за кои што никогаш нема да знаеме колку биле, затоа што кога ги проверивме потоа добиените гласови по избирачки места низ цела Македонија, видовме дека испадна како нашите фамилии, пријатели, комши, роднини кои што ни се дело партија како да не гласале. Да. Значи поднесовме 36 жалби пријави до ДИК, баравме само една проста работа, да ги отворат неважечките гласови. Да ги отворат неважечките гласови, затоа што 2013 година на тие избори имаше најголем број, најголем процент неважечки гласачки ливчиња од било кога, некаде близу до 5%. Вообичаено во светски размери е 1 до 2% неважечки. Тоа е вообичаено, некој од грешка, некој од револт да пречкрта. Меѓутоа, скоро 5% неважечки. Тоа значи дека имало Дом, некој при ревизијата го шкртнал, заокружил уште едно и вели ова е неважечко, го фрла настрана. Имавме сведоштва од пријатели наши, од ВМРО, ДПМН, кои што биле во комисии, кои што присуствувале, дека масовно тоа се случувало. А ако земете дека имаше скоро 50.000, 5% беа некаде околу скоро 50.000, 40 кусур, скоро 50.000 неважечки гласови. Дали не е логично да претпоставиме со оглед на тоа што Дом беше една од ретките партии што самостојно излезе на
локални избори, броени бевме кои бевме, другите беа во коалиции. Дека барем некој 10 до 15-20% веројатно од тие неважечки гласачки ливчиња може да бидат за нас. Значи ние меѓу 5 и 10 илјади гласови нам ни биле поништени. Реално на 25.000 кои што не можеле да ги уништат, да ги поништат, значи ние сме имале меѓу 30 и 35.000. Само ние како партија, што останува за другите партии, затоа што нас не доживеа како опозиција. Тоа е една работа во прилог на она што го велите, значи ние тогаш прв шок беше за нас дека овде нешто многу сериозно дефектно се случува. И уште едно нешто, што велите огромна излезност. На тоа исто реагиравме и тоа сум го поставила јавно и многу пати. Во градови како Виница, како Ресен, како Берово, како Крива Паланка, излезносот над 80%, а градчињата се полупразни. Нема ни 50% луѓе таму. Значи тоа и беше нешто страшно на што не успеав да добиам одговор, а и опозицијата тогаш не удри на тоа. Немавме соборци со кои да се докажеме. Ваму во власта ти велат, ти одаваат некакви образложенија, од друга страна другиве не потфаќаат некако здраво и немаш со кој да се избориш. Сега откако се отвори веќе Пандорината кутија, има да го тераме до крај и ова само да го објаснам, мислам дека ќе биде битно не само за Ана, туку и за сите кои што ова ги збунува. Значи бројката од 330.000 проблематични, спорни, беше употребен зборот гласачи, беше утврден од ДИК на почетокот кога почна проверката. Тоа беше единствената бројка за која што сите членови на ДИК, позиција, опозиција и неутрални експерти се согласија дека има 330.000 спорни и дека толку треба да се проверат на терен спрема методологијата. Што се случи после? После настанаа кавги во ДИК и ако се сеќавате ден за ден имавме намалување, па потоа двајца од СДСМ и председателот како независен експерт се повлекоја, веќе гласа против, кренаа раце. Другото мнозинство внатре од ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДП после спадна на 110.000 спорни, па потоа рече следниот ден не се ни 110, се 89.000 и толку ќе ги проверуваме. И на крај рекоја, проверивме 87.000, од тие 80.000, 39.000 не најдовме дома. И после тоа, иако беше методологијата дека всушност оние кои што ги нема никаде во ниедна документација, тоа беа тие едноставно и плюс та терен ќе се провери не се најдени дома, тие треба да се избришат. Меѓутоа не, владеачките партии ова го направија проблем, па почнаа со приказни, ама не може некому да му го земете кој има граѓанско право и глас да му го земете гласот, па измислија кампања за тие непостоечки гласачи кои што ги нема во ниедна документација. И плюс уште нешто, и што направија мангупска работа, што вие велите и троштини, мангупска безобразна работа од парламент, 100 пати го повторив тоа и преку изјави и секако. И од овие 39.000 кои што беа дефинитивно непостоечки гласови, најмалку толку, од тие 87.000 проверени, во 9.000 уврстија луѓе, еминентни, познати луѓе, професори, како Гзиме Старова, како Мирјана Најчевска, како од опозиција, од позиција, од секаде, за да ја го изиграат целиот процес, да го вулгаризираат и да речат, видовте дека нема, ова се фантомските гласачи на опозицијата. Тие 9.000 се пријавија, освен некој кој што од достоинство, од гордост, како професорката Најчевска, им беше најави тужба и со право. Значи, иако мислам не треба да се откаже од правото од својот глас, па макар и во вакви ненормални услови да си се поврати сега да си биде таму да го даде гласот и да казни. Значи, останаа 30.000 кои што се избришани. Значи, сега, зошто велам 110.000 непроверени, значи кога по сите тие нова тура преговори, 172.000 се на посебен список, 30.000 избришани, еве ги ви 202.000, останува значи некаде околу 115.000 кои што не се проверени. Зошто тврдам дека најмалку 50 до 60.000 се фантомски, затоа што имавме можност сите како граѓани и партии да пријавиме
фантомски или неправилности. Ние пријавивме само како дом 100 фантомски измислени на 00 броеви и слично. Вкупно имаше над 6000 пријави од граѓани и партии. Ако секоја пријава била од најмалку по 10, не ги велам нашите 100 што сме ги пријавиле, официјално до ДИК, по 10 да имало фантомски, 6000 по 10 се минимум 60.000 колку што се фантомски за кои што тврдиме ние сите како сведоци, најмалку. Добра, ајде Јас имам на друг аспект на целиот проблем да спомнам. Значи, ворец сте направиле анализа, сте дошле до овие сознанија и на ваков начин и со овие бројки ќе одите на избори. Да. Ќе одите во секој случај, решивте, направите. И вие ќе одите? Да. Говорете, ама они сепак имаат повеќе ресурси. Да говориме во множина. Зборуваме за повеќе ресурси да може да направат подобра анализа. Подлабока анализа да направат од нас, бидејќи ние сме ресурси, луѓето едноставно седиш на компјутер, не требаше пари за тоа. Тоа се ресурси, не е само технологијата туку и сепак луѓето кои учествуваат во тој процес. Што ми е мене најпроблематично? Во ред, тоа се анализи така, ќе одиме компромис е, пржино е, консензус на партии, договор е направен, во ред, окей, може би е на стаклени нозе, може би не, ќе видиме понатаму. Еден друг проблем ми е мене важен во овој момент. Во сите тие мали места, на сите тие избирачки пунктови, имате луѓе од опозицијата кои ќе бидат набљудувачи, така? Дали се внимава на моралниот интегритет, на достоинството на тие луѓе, да не бидат подкупени, затоа што од оваа страна го имаме Дон Вито Корлеоне, преполн пари. Значи не му воопшто тешко да некому даде 1500 евра денеска. Добро, тешко е да гарантирате колку и да ви се тоа лојални членови. Дамбетерот не е веќе ни до лојалност прашање. Значи, работата се работи за живот, се работи за уцена, за семејства, за живот, за деца, за кривични пријави, за знаете што. Добро, тогаш испреплетка нема никакви гаранции воопшто. Да, нема да има гаранции. Но јас сметам дека мора да се внимава, апелирам. Значи, мора да се внимава на луѓето кои ќе бидат таму набљудувачи. Јас не сакам да се сомневам, но морам да алармирам и да апелирам до вас да седнете и убаво да ги одделите луѓето во кои имате доверба. Што како викаат црногорците, чојство и јунаштво. Што значи чојство? Да ве одбранам прво од себе си, а јунаштво да ги одбранам другите од другите. А прво да ве одбранам од вас од себе си. Тоа е чојство. Од себе си. Значи, од мојата алчност, од моите... Тоа тешко може да се постигне. Али е многу важно за опозицијскиот блок сега да внимава на сите овие работи. Веројатно внимаваат, веројатно работат на тоа. Не е само математиката. И луѓето се во прашање. Ана, има еден психолошки елемент. Мислам дека и психолошки ефект кој што ќе помогне. Сите во Македонија излезе дека речиси да нема човек, да нема фамилија или круг некој кој што не бил на некој начин настапнат од фамилијата. Значи, ова имало такви размери невидени. Собран е револт, собран е гнев. Сите тие повредени, навредени и уништени луѓе, тие ќе сакаат и семејства тие ќе сакаат да вратат. И мислам дека желбата за правда ќе биде појака кај најголем дел луѓе од стравот и ќе го победи стравот и ќе им даде сила да речат што сака нека биде една душа имам, нека ми ја земат таа душа. И затоа тоа не е типична македонска пословица, би рекла, и однесување, но добро, ајде одиме со предизборните коалиции, со постизборните коалиции. Како гледате на предизборните коалиции кога Заев и целата опозиција смета дека треба да се оди на заедничка листа заради тоа што заедно сте посилни? Ние очекувавме до последен момент да се случи коалицирање на сите заедно против режимот. Но тоа не се случи. До последен момент чекавме и направивме ЦК пред некои 10 дена, Централен комитет, каде што со просто мнозинство беше изгласан самостојниот настап на левица. Со која ние одиме, нели? Зошто не би одале во левиот блок? Затоа што очекувавме голем антирежимски фронт. Очекувавме дека и 10 партии ќе се приклучат нели на тој фронт, но и можеби Села, можеби Беса, можеби Дате, албанските опозицијски партии. Но минимум да има една од тие партии, значи нема ниту една. Не знам како се договорил Заев, не знам за кој, мислам нормално СДСМ не само Заев, но ние тоа го чуваме. Ние сами ќе одиме и сега по моје мислење, само моје лично мислење, не левица.
Моje мислење е дека прегрупирањата се уште постојат и пред избори. Не сум баш најсигурна дека десниот блок ќе оди сам. Тоа може да се случи во момент голема пресвртница се случи. Да одат со ВМРО ДПМН? Па може би со СДСМ. Да помнам, не верувам. Мислам дека може би да, може би тогаш тоа ако ода со СДСМ можете да одите. Може ќе се смени. Да, може и нека албанска партија ќе влезе. Добро. Се во игра. Мислев на Љупчо Георгиевски кој кокетира, има причини, има лични бизнес, инаку за другите од групата тој има бизнес. И за Љубе Бошковски сметате дека не би одел? Не би. Премногу настрада. Премногу настрада, беше во затвор 5 години, не верувам. Но Љупчо Георгиевски па има и свој некои бизнеси со нив, треба да извага добро да извага како ќе оди сега на овие избори. Не знам, но антиципација моја дека ќе има антирежимски фронт пред избори, многу можен заради тоа што ќе се случат ни за да настане. Имате информации или антиципирам, добро, анализирам. Информациите не можам да ги добијам сосема, јас преку медиуми ги добивам информациите, тоа се моите информации. Немате комуникација средби со останатите опозицијски партии? Па имаше средби, но веќе се поминати 3 недели. Да. Сега сме само на информациите од што се однесува до дом. Јавните гласила. Кои се плановите за изборни коалиции, значи заедничка изборна листа, опозицијскиот фронт да влезе? Ние имавме варијанта први кога излеговме од коалиција, овие 2 години се спремавме за самостоен настапи. Јас ги разбирам левица за желбата на членовите да одат самостојно. Посебно кога партија започнува, запловува во политички води, тоа е природно. Дури и после, ние кај нас секогаш претежнува желбата за самостоен настап, па некако ќе се направат некои поделби големи, па проценуваш дека ти треба коалицирање. Ние, и долго време пак и не можеш да се оттргнеш, па знаете, не е лесно да влезеш во коалиција, понекогаш е уште потешко да излезеш. Кој се вика ВМРО ДПМН. Ние тоа го осетивме, меѓутоа 13-та година се извлековме. Значи, така што јас ве разбирам и за желбата да излезете сами со своја програма. Нема поубаво од тоа да настапуваш за своја програма. 2006-та кога се формиравме, излеговме сами на изборите и тогаш беше тешко, изгледаше невозможно, освоивме гласови за добро, што ќе се случува сега? Убаво, што ќе се случува сега? Ти дава легитимитет. Но во текот на последнава година, како што Фатија работиве, како што се поставија констелациите, кажувавме дека сме расположени и сме спремни за да не наштетиме, да одиме во одредена коалиција. Се најавуваат двете коалиции, во одредена коалиција, зависно од тоа каде можеме најмногу да помогнеме. Со сите овие заеднички размислувања се процени дека би било најполезно да одиме со центар лево, значи со блокот со социјалдемократите, и ние сме во преговори со нив. Меѓутоа немаме донесена одлука. Немаме донесена одлука, сме во разговори, разговараме за програмските приоритети, еве ги дадовме некои наши приоритети што ни се битни, гледам дека можеме да се разбереме, имаат една многу поголема отвореност за прашања што нам ни се битни и разговараме за начинот како да учествуваме во парламентот. До толку ништо понатаму не интересира. Сега е борбата како да се поставиме, како да се групираме за да можеме да направиме најдобар резултат. Би било несериозно да се делат функции, особено во ваков момент. Не, воопшто, значи едноставно за парламентарно учество тоа е нормално за да знаеш каде и како можеш да дадеш еден непријател. Значи мора да го победиме непријател, затоа што ако остане. И заради тоа не треба да инсистирате десната опција да влезе на таа избор. Би било пожелно, но не треба да се инсистира. Ако фала тие, ако они има 3-4 пратеника или повеќе, таа десна коалиција, така да ја наречам, десен фронт се нарекуваат они себе си, ако има 3, 4, 7, 8 пратеника, се плашам да постизборно, ако е близок резултатот и ако ВМРО ДПМН има нешто повеќе пратеници, а многу повеќе пари, да се случи пресврт повторно, во интерес на дистопијата која понатаму ќе се случи. Значи ние ќе влеземе во едно потполно поинакво општество, многу поголема дистопија од онаа што беше пред да се појави прженскиот договор и СЈО. Значи ќе влеземе во тотална, чиста, отворена диктатура. А тоа мораме да го спречиме. Заради тоа одете на заедничка листа.
Може ли вака, само зошто да аргументирам, јас така размислував дека треба сите одеднаш заедно, но кога ги следев анализите и анкетите од ИРИ, од други сериозни куќи истражувачки, видовме дека има гласачи. Прво, убедливо е дека е опозиционо настроението. Уште на ИРИ анкетата во април месец, само што почнаа протестите на шарената револуција и само што се случи аболицијата на председателот Иванов, уште тогаш 64% кажаа дека се против аболицијата, 63% мислам дека беа за поддршка на СЈО. Се сеќавам, тоа беа бројките. Значи, тоа е недвосмислено. Дополнително кој знае колку посто има луѓе што се плашеле искрено да кажат. Значи, тука нема дилема и многу е погрешно и наивно кога луѓе само гледаат дали има ВМРО повеќе или СДСМ. Прво, двете партии одат со групации, така што крајниот резултат ќе биде друг. Но главно е расположението кога е опозиционо, тогаш народот казнува. Точка. Тоа сме го виделе и тоа е така и кај нас. Ајде да видиме дали ќе го... Само околу, ако ми дозволите, околу блоковите. Мислам дека би било добро да го расчистиме и тоа. Зошто се уверив дека се потребни двата блока? Затоа што на сите анкети има една голема бројка на луѓе кои што се дефинитивно опозиционо настроени, меѓутоа не можат поради минати причини, родители, идеологија и така натаму, не можат да коалицираат, не можат да гласаат за десна, да гласаат за левата партија, за СДСМ, за СДСМ, социјалдемократска. Дали имаат нешто се случило по причини, имало во минатото, во фамилијата или било што, и затоа, значи, а тие луѓе се опозициони. Зошто да им ги дадеме на тацна на ВМРО-ДПМН да ги работат или да не излезат? Нека излезат, нека кажат опозиционо дека тие ќе коалицираат постизборно со... Сигурна сум. И за Павле, и за Стојанче, и за Љубе, и за Јове. На Груевски. Тие го имаат свртено одамна. Не, говориме за пост изборна. 2 години, честно, достойно, сите сме заедно во оваа опозиција. Кои они би ги освоиле дека ќе бидат во коалиција со вас. До сега, значи, јас така мислам сега. Ајде околу ВМРО-вското гласачко тело, Ана Глигорова го спомена сведоштвото на Слободан Богоевски. Смятате ли дека ќе има големо влијание врз ВМРО-вското гласачко тело и ќе се разруши митот и имиџот на Груевски како доблесен ВМРО-вец, чесен, иако и тоа се става под прашање после обвинувањата? Груевски симулира ВМРО. Тоа е симулација на Добро. Тоа не е ни ВМРО, ниту пак се придржува на некои стари, хардкор, да кажам, ВМРО-вски принципи, ниту се придржува на таа нивна идеологија, условно да кажам, идеологијата на првото ВМРО. Ќе биде ли казнет на изборите? Тоа е прашањето. Дозволи, значи, Ива, мислам дека он ќе биде казнет, се надевам длабоко дека ќе биде казнет, не толку од неговите, колку што ќе биде казнет од целокупната ситуација во која фалат луѓе. Луѓе си имаат иселен од Македонија, многу луѓе кои нема да гласаат. Останати се помалку луѓе, помало е гласачкото тело. Се надевам дека ова што го зборува Но тоа бројките не го покажуваат, така? Тие создадоа Ива систем, еден клиенталистичка пирамида состава. Каде што за 200-150 евра луѓето работат и се многу лојални кон опцијата ДПМН, така да ја наречам. Груевски рачуна на тие луѓе. Он ги храни со многу малку и добива многу. Еден глас е цел универзум. Ти да добиеш еден глас, еден човек да убедиш, било како, дали со 150 евра, дали со 1000 евра, дали со 10.000 евра, дали со тендер, дали тој еден ќе го убедиш со разубедување вакво. Не е важно, цел универзум е еден глас. Чи тој рачуна, он работи на тоа. Тоа е мафијашко работење, тука нема некоја голема интелигенција, тоа е еден прост начин, купувај ги максимално. Од тоа најмногу се плашам, бидејќи државната администрација само се дуе. Сега предизборно се дуе. Они само вработуваат. Полицијата има 900. Цело време вработуваат. Се рачуна колку луѓе се вработени во полиција? Нови 900. 900, Тие 900 носат гласачи со себе. Еве ќе донесат по 3 возрастни семејства. Колку луѓе се тоа? Може малку луѓе тука да кажам. Тоа не се екстра нови илјадници луѓе. Тоа затоа што посебно во полицијата, како што видовме и слушнавме, не се вработувале било кој. Туку се вработуваат не само членови на ВМРО, обичен член не може, туку роднини на највисоките функционери. Така што тоа се истите фамилии. И тие само ги зајакнуваат своето гласачко тело. И она што видов дека ВМРО ДПМН го прави по бомбите, по разоткривањето на стравотиите,
промените што биле правени, практично беше борба да се зачува постојното гласачко тело. И овие се најлојалните, не се Ана, успокојте се, ова не се нови екстра гласачи. Нешто што е многу позитивно кај мене дава оптимизам и што ми дава голема сила во овие моменти, токму постоењето на специјалното јавно обвинителство, за кое сметам дека е многу силен, многу важен општествен феномен кој се случува сега, од големо значење, бидејќи се работи за три дами кои постојано се во јавност, нели, на тие пресконференции, кои имаат исклучително пред се, можам да ја пофалам Фатиме Фетај, за која сметам дека е преелоквентна, за која првпат можам да кажам дека во Македонија како медиумски работник го забележам оној момент знае да контактира со очи, во која има исклучителен body language на сериозен, се работи човек кој е дел од судската фела. Човек кој е дел од правдичката фела, кој за првпат можеби дава, исто и Ленче, и за Ленче можеби Ленче да ја издвојам, па и Катица, кои за првпат даваат еден вид модел како треба да изгледа еден правник или еден човек кој се занимава професионално со правда. Човек кој треба да донесе правичност во општеството. Со својот изглед, тука зборувам за body language-от, за облеката, зборувам за дикцијата, за вокабуларот. Да, добро, целокупниот имидж. И вокабуларот, значи широк диапазон на зборови, богат речник. Јаленче баш гледав која прашува новинарите, он има речник, он знае да се изрази. Тој момент мене ми дава една позитивна енергија, па сметам дека луѓето сепак тоа го гледаат. Луѓето го гледаат. Иако гледам дека режимските медиуми го заскриваат, сечат, кратат, лепат. И тешко дека може да они се жолтото комбе, они се жолтото комбе, дефинитивно тоа е крит. Они се жолтото комбе, не се знае кој е жолто комби, кај ќе оди тоа жолто комбе. Што ќе рече Цобе, нели? Добро, јас благодарам што бевте гости. Ми беше задоволство. И нас.